Не се очекува пораст на стапката на инфлација. Очекувањата за тоа како ќе се движат цените на примарните производи до крајот на годината се коригирани надолу, вели гувернерката на Народната банка во интервју за Капитал. Во првите 3 месеци инфлацијата била ниска и стабилна. Ангеловска-Бежовска информира дека инфлацијата заклучно со март изнесува 0,6% и е под проекцијата. Коронавирусот придонел за намалување на глобалната побарувачка и за пад на берзанските цени, особено на нафтата, која пак можела да предизвика поевтинување и на други производи. Дополнително мерките влија домакинствата да ги одложат плановите за купување. Ангеловска-Бежовска вели дека за ризиците кои може да ги вивнат цените нагоре, постои мала веројатност да се остварат. Беа забележени неколку изолирани епизоди на раст на цените на одредени производи на период на почетокот на кризата, но сепак станува збор за ограничен број производи. Овој ефект веројатно во целост ќе биде неутрализиран од факторите кои што веќе ги споменав, бидејќи тие вршат притисок за намалување на цените. Организацијата за храна и земјоделство превентивно ја потенцираше значајноста од одржување на активноста на глобалните синџири на храна, при што нагласи и дека понудата на храна во глобални рамки не представува извор за загриженост и дека таа е солидна и стабилна. Оттаму ограничената или намалената понуда не би требало да представува фактор што би кренал нагорни притисоци врз цените. Народната банка презема мерки за помош на граѓаните и стопанството од намалување на основната камата, задолжителната резерва до пониска понуда на благајнички записи. Дополнително гувернерката информира дека дури 70% од граѓаните ги прифатиле понудите од банките за одложување на ратите за 6 месеци. Народната банка очекува пад на економијата годинава поради последиците од коронавирусот. Закрепнување се очекува дури во текот на следната година. Сепак таа тврди дека на краток рок економските остварувања ќе бидат пониски од досега очекуваните. Освен падот на домашната побарувачка, ризиците доаѓале и однадвор, од Европската унија и особено Германија како наш најголем трговски партнер. Како пример ги наведе дел од фабриките кои привремено веќе го прекинаа производството, потек што ќе се одрази врз вкупниот извоз. Овие отстапувања не се предизвикани од поместување во економските фундаменти, засега се очекува да бидат привремен карактер. Антикризните пакети на мерки, а во овој контекст и мерките кои ги превзема Народна банка, имаат за цел да обезбедат облажување на негативните ефекти и да го помогнат за крепнувањето на економијата, а при тоа да се задржи макроекономската стабилност. Народната банка е во последна фаза на подготовка на проекциите за македонската економија до крајот на годинава, кои треба да ги објави во мај. Министерството за финансии веќе излезе со проекција дека падот во вториот квартал ќе изнесува дури минус 15%. Меѓународниот монетарен фонд прогнозира рецесија за економијата годинава од минус 4%.